На здравјето треба да внимаваме во текот на целата година, особено во зимскиот период, кога најчесто настинуваме и се разболуваме. Токму затоа и денеска одвојуваме минути за здравјето и за здравата исхрана. Денеска зборуваме малку повеќе за анемијата во зимскиот период и како истата се одразува врз нашиот организам, а на кој начин можеме да ја спречиме. Зборувам со Љупчо Бубе Трајчев, хербалист, нутриционист и доктор по природна медицина. Бубе, како всушност анемијата се случува како состојба во нашиот организам и што придонесува за да имаме анемија? Пред се поздрав до сите гледачи на телевизија Алфа. Анемијата е многу чест проблем во денешницава, тоа се должи нели на начинот на исхрана, како што спомнати во зимскиот период е различна малку исхраната, немаме толку сонце, така да се случува да повеќе луѓето бидат анемични, да немаат сила. Тоа е поради недостатокот нели на железо во крвта, кое што е клучно за силината на нашиот организам. Нас ни е многу потребно железото да функционираме онака како што треба. Впрочем, ние сме на некој начин некоја совршена машина на која е потребно железо, работиме на електрицитет, работиме на магнетни полиња и слично. Многу е комплексен човековиот организам, а железото е клучно за силината на нашата крв, за нашата свежина, за нашата сила, доколку некој нели велиме анемичен, има железо, тој нема ни сила, има вртоглавици и слично. Сега како ние на кој начин можеме да направиме да таа анемија ја намалиме и да ја зголемиме јачината на крвта? Секако нели кога зборуваме секогаш тука се здравите продукти, здравите намирници, овошјето, зеленчукот, меѓутоа сега ќе зборуваме малце по-конкретно што е она што може на нас да ни го зголеми железото во крвта, односно да ја подобри крвната слика. Тука и хемоглобинот и другите параметри кои што се нели битни за да имаме здрава крв, која што е и нашето гориво на нашиот организам. Со добра крв ние функционираме онака како што треба. Основни работи кои што треба да ги внесуваме, многумина нели ги знаат, затоа што нема човек кој што во текот на животот или тој или некој негов најблизок бил анемичен, па добил различни совети за да ја подобри крвната слика. Можеби ќе се повториме, меѓутоа тие се начините и принципите како на некој начин можеме да појачаме нашата крв, значи да го подигнеме нивото на оние параметри хемоглобинот, железото и останатите. Она што треба, како што кажав, природна храна, сега кај ги имаме намирниците богати со железо, имаме многу. Тука се пред се ги спомнам јаткастите плодови, семето од коприва кое што е исто така богато со железо. Тука е спанаќот, меѓутоа многу е битно ако направиме салата од спанаќ да ставиме пола цеден лимон, затоа што на тој начин ќе можеме да го искористиме железото од спанаќот. Поинаку, ако не го ставиме лимонот, нема да искористиме, ќе искористиме многу мал дел од спанаќот. Исто така, кога користиме семе од коприва со мед, многу често луѓето знаат да измешат семе од коприва и мед да го консумираат тоа, ама да немаат резултати. Секогаш еден сок од портокал заедно со таа лажичка или две семе од коприва, затоа што ни е потребен витамин С. Без витамин С не може да се асимилира во нашата клетка железото колку и да го внесуваме. Значи, за да го однесе во нашата клетка железото онаму каде што треба е задолжен витаминот С, затоа нели тој е клучен за нашиот имунитет. Исто така морам да го споменам витаминот Д, кој што во зимски период нели ни недостасува. На нас планинарите не баш, затоа што ние се движиме често по планини и знаеме да го искористиме. Меѓутоа луѓето кои што немаат можност нели да отидат на високо на планина, кои што работат по канцеларии во затворено, нив и недостатува витаминот Д. Најдобар природен начин за искористување на витаминот Д, ќе кажам дека јас не сум толку поборник за животински намирници, меѓутоа кога се работи за витаминот Д, секогаш домашни свежи јајца се одлични за внесување на витамин Д, кој што го има највеќе во жолчката и во џигерот
на сите домашни животни, оние кои што кажувам не се хранети на фарма, хранети се природно. Тие на фарма ние ги земаме во предвид, нели? И на тој начин ќе можат многу повеќе да внесат витамин Д. Витаминот Д е клучен за нашиот имунитет, клучен е за крвната слика и за многу други процеси кои што се одвиваат. Секогаш треба да се искористува сонцето, кога може да се отиде до водно или на по другиве планини, по другите градови кај што живеат, да го искориста сонцето, и кога имаме зимско сонце, вакво да се абсорбира сончевата енергија, па било тоа и на застаклена тераса, може слободно преку стаклото нашиот организам и така успева да ги абсорбира сончевите зраци и на тој начин да го произведе витаминот Д, затоа што витаминот Д во суштина не е витамин, него е хормон кој што се лачи од страна на нашиот организам, така го добива животинскиот свет, сам го создава витаминот Д, затоа и не може буквално да се најде витаминот Д во растителни производи, единствено го има чичоката, меѓутоа таму пак не го создава самата чичока, него витаминот Д го создаваат бактериите кои што живеат околу чичоката и на тој начин, додека стои таа во земја, таа цвета, например, да речеме во јуни, а производива чичоката може да се користат до крајот на март месец, да се вадат, таа успева доста кај нас. Многу луѓе ја знаат и како зимско јаболко и како, не знам, различни имиња има. Меѓутоа, незиното име е чичока, таа е одлична исто за витамин Д и е таа многу добар пребиотик, значи ги храни бактериите од пробиотиците и на тој начин го зголемува нивното дејство и не се ја препорачувам доста во овој период од годината и така е таа создадена баш да биде Бог или природата ја создал баш во овој период кога најмногу ни е потребна, да ја има цела зима и можете само да се откопувате, дури може и во саксија да се насади, така да тоа е една од моите препораки. Оние кои што например се вегани, кои што не сакаат животински производи, единствено можат преку чичоката да внесат витамин Д и секако повеќе на сонце, затоа што сонцето е клучниот извор за создавање на витаминот Д и на тој начин ние би имале една здрава крв. Сега нема да зборувам, нели многу пати сме зборувале за останатите здрави намирници, знаеме кои се тие, овоше, зеленчуци, јаткасти плодови, како што споменав, тие се јаткастите плодови, поготово се рудник на минерали и витамини, и со нив не треба да се претерува, една рака најмногу до 50 на грама да се изедат, во текот на денот сосема се доволни за да ги задоволат нашите потреби за витамини и минерали, зборувам за сировите. Благодарам за советите, Лупче. Благодарам на поканата.